Со громови од утробата им ги жега стапалките на играорците, се пропнува. Јарец живородец е. Му ја закопале душата во обрач, опаш од главата да ја превтаса. Везден со биволски коски го буфтаат, искри од грлото му истеруваат, од огнот зелени молни изрипуваат, невестите под превезда се. Ни ноќе не го оставаат да си поспие. Не му даваат мртовец да е. Коска и кожа, спепеленик со песна подкова. Така, мислам дека и ние малку го вознемирувавме покојниот Славко, вознемиривме покојниот Славко Јаневски со нели тоа што го направивме и што тој никогаш не го заслужи. Мислам дека и таа лавина ќе помине, планината сепак ќе си остане, ќе си дојдат нештата на свое место, природата и стварноста се посилни од инцидентите, особено од политичките или другите инциденти. Она што е најважно е да се подсетиме на тоа дека Славко Јаневски навистина е неспорно голем писател. Славко Јаневски како писател беше голем и ние денес ја чувствуваме неговата големина, затоа што тој е визионер. Во секоја негова творба, во најзначајните негови творби, поетски и романескни, тој на некој начин го предвиде развојот на светот и ја антиципираше македонската иднина, иако во исто време нели тој неговото дело представува трезор на колективна меморија на македонскиот народ. Председателството на Македонската академија на науките и уметностите ми ја довери пријатната должност да го отворам овој собир и да ве поздравам од името на председателот на академијата, академик Камбовски, кој беше спречен да присуствува. Ова наше денешно собирање, како што знаете, има за цел да одбележи 2 годишнини, 95 години од раѓањето и 15 години од заминувањето на нашиот голем писател, поет, романсиер, сестран творец, ликовен и филмски уметник, академикот, првиот состав на МАНУ, исклучителна фигура на македонската култура од нејзиниот повоен подем, Славко Јаневски. За книжевното дело на Јаневски ќе зборува денес академик Катица Чулавкова, но сепак и јас би сакал да кажам неколку зборови, барем за еден мал фрагмент од ова големо дело. Имено, Јаневски е автор на еден текст кој секако е не еден од најубавите текстови напишани за Скопје, туку апсолутно најубавиот книжевен споменик на нашиот град. Објавен во книгата Патописи горчливи легенди, расказот Самураи не секогаш е во фокусот на оние што пишуваат за творештвото на нашиот писател. А оваа прозна етида заслужува несомнено да биде во сите антологии на македонската проза. По спојот на документарноста и визионерството, по проникнатоста на локалното и универзалното, по колоритноста и поетичноста, овие 30 на страници представуваат секако врв на прозното мајсторство на нашиот автор. Тоа е еден извонреден омаж на специфичностите на нашиот град, на неговите светли и темни страни, на неговите налудничавости и предрасудоци, на неговите чудесни тајни и на неговите полузаборавени приказни. Денес, кога толку зборуваме за етничката и верската толеранција, за можниот, но може би не и неизбежниот судир на цивилизациите, би требало одново да прочитаме оваа парабола во која, како што вели Јаневски, нашиот европско-азиски град со рамнотежен број на цркви и џамии се претвора во парадигма на бескрајно динамичната противставеност помеѓу она што е наше и она што е туѓо, условно речено. Покажувајќи ја и трагичната, но и ефемерната, приземната и гротескна страна на оваа дилема. Тука низ бизарната, но сепак вистинита приказна за тројца сиромашки јапонци кои доаѓаат во Скопје некаде во 20-тите години на минатиот век, да почнат некаква мала сделка која ќе ги спаси од сиромаштија и за односот на кој тие наидуваат тука.
Јаневски упатува порака дека ништо на овој свет всушност не ни е туѓо и дека мошне различните нешта, кои ни се чинат во некои мигови мошне оддалечени и неспојиви, сепак на крајот на краиштата се среќаваат и се проникнуваат. Ова се разбира само еден мал текст во огромниот опус на Јаневски, но сакав денес да ве подсетам на него, бидејќи културата и литературата се сеќавање, а заборавот е страшна црна дупка која ни се заканува штом ќе престанеме да се сеќаваме. Делото на Славко Јаневски е еден огромен мајдан кон кој треба постојано да се враќаме и постојано да откриваме во него скапоценности што овој голем уметник ги расеал низ безброј страници. Дозволете од име на Општен центар, од името на сите нас, како една скромна благодарност да го поклонам ова сет и уште еднаш голема благодарност за она што се помни. Седум е единствениот број што мене, тука има многу поупатени од мене, почнувајќи, ево сите академици, почнувајќи од академик Петракова, вера, мене седмицата ме опатува на 7 числениците. И затоа јас се одлучив за 7 скулптури, а можев и 17. Тоа не е проблем, затоа што сум јас со Славко Јаневски од 62 година па навам нераздвоен пријател се до неговото заминување од овој наш несреќен, за жал и теговен свет. Тоа го знаат семејството на Јаневски, тоа го знаат моето семејство, тоа го знаат тие што треба да знаат. Јас не сакам да говорам ништо од моето творештво, јас им благодарам на академик Хаце Чудакова и академик Владо Урошевиќ. Пресреќен сум што Ману и Општина Центар заедно го одбележуваат овој многу светол ден, барем интимно за мене, а се надам да сите присутни. Благодарам.